Студено мартовско попладне, ветеранот од ирачката војна Харви Кантер не може да ги сокрие солзите за паднатите соборци. Не се забораваат имињата, ниту настаните. Имињата се врежани на споменикот на загинатите во судирите на Блискиот Исток, што се наоѓа во Марсеј, сојузната држава Илиноис. Непопуларниот конфликт бледее од колективното сеќавање на САД, резигнирано вели Кантер. Анкета на Huffington Post и YouGov во јануари покажа дека 52% од американците сметаат дека инвазијата во Ирак во 2003-та била грешка. За 55% не вредело да се војува. За време на војната, најчеста фраза беше не ја поддржуваме војната, но ги поддржуваме војниците. Мислам дека е важно да се запомни таа разлика. Вака наведува Метју Швајцер, автор на блогот Надгледување на состојбата по војната, што ги анализира последиците од американското војно учество во Ирак и Авганистан. Тешко се менува мислењето што е слободата, демократијата, цената што мора да се плати за нив. Джери Терандо говори за цената што ја платил неговиот син Џошуа, кој загинал во Ирак 2005-та, погоден од снайперист. Джери сега е меѓу мнозинството американци кои не гледа поволно на војната. Без оглед на она што го чинат нашите војници, сите војни се сведуваат на политика. Ако земјата нема срце да победи или владата нема волја, само го губиме времето. Името на неговиот син сега се наоѓа на споменикот во Илиноис, како постојан потсетник за цената што семејството на Джери ја платило. Би сторил се тој да биде жив, но горцум на неговото жртвување. Само посакувам остатокот на Америка да биде благодарен на него и другите кои се жртвуваа.